На вчерашната 153-та седница на владата се донесе одлука за пренамена на средствата од планот за чист воздух со цел да се замени системот за затоплување во болницата во Струмица од нафта да се користи газ. Во најкраток можен рок, така како што наложуваат законските прописи, ќе се завршат сите овие постапки и оваа болница за гинекологија и кучерство во Чаир, исто како и Кумановската болница и болницата во Струмица ќе може да се приклучат кон мрежата за газ и на тој начин да се греат. Целта на програмата во 2019 година е како да стигнеме до повеќе корисници кои што нема да загадуваат. Втората компонента од првите активности е процесот на концептот на зелен лист воздух чист. Идејата е предност да имаат градинките и училиштата кои што се граничат со, например, сообраќајници. Зелен зид да ставиме помеѓу клиничкиот центар и водњанска, значи секаде каде што има чувствителна група, фокус група, а од друга страна нешто што загадува. Третата компонента се клучните закони кои што треба да придонесат во зголемување на бројот на корисниците. А тоа е измените во Законот за животна средина во кој што би се забранило користењето на јагленот. Четвртата компонента, ова мора да го следиме. Мене ме радува што финансиските средства да бидат, зошто ги представи вака, 92% скоро ќе биде исклучиво наменето на замена на печки. Значи, најголемиот дел од парите ќе одат на тоа. Уште во јануар сега, верувам, идната недела ќе се усвои програмата. Сакам да ве уверам дека ова ќе донесе решение и верувам дека во еден партнерски однос ќе можеме да, после првата година, да се пофалиме, овој двогодишен план, овие средства и активности се само оваа година, ќе можеме да се пофалиме дека има резултати. Планот двогодишниот опфаќа враќање на 10.000 граѓани приклучоци на централното парно грејање. 20.000 печки да се заменат со еколошки извори на загревање. За 10.000 семејства и индивидуални објекти да ја промениме енергетската ефикасност. 20.000 инвертори ќе се набават за домаќинствата кои што користат нееколошки извори на загревање и објекти 3.000 кои што ќе бидат дел од гасната инфраструктура или гасификацијата на државата. Во рамки на двогодишниот амбициозен план за чист воздух да го намали аерозагадувањето во Скопје до 50%. Додека во другите градови кои што се жртви повеќе од некои други, намалувањето во двогодишниот план е помеѓу 30 и 50%. Зошто? Зошто овој план е реален, кредибилен, направен во соработка со академската заедница и многу предлози на граѓанските организации ги вклопува. И овој план знам дека ќе донесе резултат. Ја прифаќам било која критика, јас свесен сум за одговорноста, само немојте да ме убедувате дека некој поише сака ќерка ми од мене. Затоа воздухот, пошто е ист, ви гарантирам ќе биде чист.